Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. 4500 ученици од Кучани на првиот училишен ден седнаа во училишните клупи. Во новата учебна година во кочанските училишта запишани се вкупно 340 правачиња. За нив беше приреден свечен прием. Прв училишен ден во новата учебна 2016-2017 година. Во кочанските основни училишта запишани вкупно 340 правачиња. Повозрастните ученици во сите училишта за правачињата приредија програма за свечен прием во училишните установи. Градоначалникот Радко Димитровски го посети училиштето Свети Кирил и Методи, ги поздрави учениците и им посака успешна учебна година. Им ги честитам првите денови во училиштето на сите ученици, кои што ги има во општина Кочани скоро 4500, а првачиња ги имаме 340. Ние како општина, како локална самоуправа, ќе се погрижиме да ги створиме сите услови кои што се потребни за одржување на редовната настава и за овозможување да нашите најмлади сограѓани колку што е можно повеќе го стекнат знаењето, односно добијат што е можно повеќе знаење. Училиштата подготвени ги дочекаа учениците. Од оваа учебна година нашите ученици ќе започнат да учат во подобрени услови за одржување на наставата, како во централното училиште со белење и фарбање на училниците, така и во новото подрачно училиште кое што комплетно се реконструираше во текот на летниот распуст. На сите ученици им посакувам среќна и успешна нова учебна година и да имаат убави и пријатни моменти во нашето училиште. Најголем дел од правачињата во Кучани се запишани во основното училиште Свети Кирил и Методи 128, а најмалку во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари 21 праваче. Сите училишта, меѓу кои основното училиште Никола Карев, приреди свечен прием за правачињата. Во новата учебна година ова училиште запиша 46 правачиња распоредени во две паралелки. Свечен прием за правачињата приреди и основното училиште Никола Карев. Приемот се одржа во спортската сала, каде беше приредена свечена програма, а правачињата ги поздрави директорката и нивните наставнички. За оваа година имаме запишано во централното училиште 46 деца, во подрачните во Грдовци 5, во Тркање 15. Во централното основно училиште паралелките се поделени, децата се поделени на две паралелки во две наставнички. Бројот од минатата година е намален. Минатата година имавме 57 правачиња. По приемот, правачињата распоредени во две паралелки го одржаа првиот училиштен час заедно со нивните родители. Со почетокот на новата учебна година, основното училиште Манна Попиванова обезбеди нови табли за кошарка и обрачи. Со тоа на учениците им се овозможени поквалитетни услови за изведување на наставата по спорт и спортски активности. Со почетокот на новата учебна година, основното училиште Малина Попиванова обезбеди нови спортски реквизити. По подолг период, старите кошаркарски табли на спортското игралиште се заменети со нови. Средствата се собрани од Великденскиот пазар на можности. Во основното училиште Малина Попиванова еден дел од великденските средства соберени од Великденскиот базар на можности и Великденската приредба, кои се средства од посетителите, односно од родителите на учениците од во нашето училиште, се реализирани, односно надворешните спортски терени полека ги реновираме, моментално односно денеска се монтирани кошаркарските табли и обрачи. Овој момент би го искористил да упатам еден апел до граѓаните кои користат овие игралишта, да ги чуваме реквизитите кои ги обновуваме нови игралишта, бидејќи тоа е за наше добро. Во иднина планирано е и целосно уредување на спортскиот терен со цел обезбедување подобри услови за спортување на учениците. Инаку, училиштето подготвено ги дочека учениците на стартот на новата учебна 2016-2017 година. Изврши дезинфекција и чистење на сите училници и простории во училишната установа за подобри услови на изведување на наставата за учениците. Во присуство на полицијата, возачите внимаваат при возењето. Во нивно отсуство пак, ретко кој внимава на сообраќајните знаци и прописи.
Таква е констатацијата на Кочанската полиција, која на првиот училишен ден спроведе акција за внимателно возење и поголема безбедност во сообраќајот. Кога е присутна полицијата, се вози внимателно. Во нивно отсуство се прекршуваат сообраќајните правила, констатира полицијата и Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај, кој во соработка со Ротари клубот Кочани Виница на првиот училишен ден организираа акција за апел до возачите за внимателно возење, посебно пред училишните установи каде што фреквенцијата на деца е поголема. Делеа флаери преку кои укажуваа на одговорно учество на возачите во сообраќајот. Кога имаме зголемена присутност на полицијата, возачите се одговорни, меѓутоа кога ја нема присутна полицијата, тие често ги прекршуваат правилата во сообраќајот. Акцијата беше спроведена на повеќе локации во градот пред сите училишни установи и ќе продолжи во текот на наредните денови. Во полициската акција Мрежа 5 лица се приведени, а по едно лице се уште се трага. Осомничените лица делувале на територијата на неколку градови во земјава, меѓу кои во Кочани. Се работи за наркодилери кои делувале на национално и меѓународно ниво. Во полициска акција уапсени се 5 наркодилери кои делувале на територијата на неколку градови во земјава, меѓу кои и во Кочани. Од криминалистичкото истражување Брана, тројца организатори и двајца посредници на возраст од 33 до 42 години во периодот на јули минатата година до јули годинава организирале, односно продавале марихуана, кокаин и екстази. Јавното обвинителство поднесе кривична пријава против 7 лица, односно 5 осомничени кои веќе се приведени, едно лице кое е во притвор и по едно лице се уште се трага. Од извршениот претрес кај осомничените биле пронајдени полиетиленски кеси со тревкаста растителна материја, воздушна пушка, мобилни телефони, 31 шише и туба исполнети со темно-жолта течност, 16 семки од засега непознато растение, кафена прашкаста материја, 49.000 денари, автомобил Мерцедес и други предмети. Истражувањето на полицијата се одвивало во текот на минатата година и досега се пријавени и преведени 30 лица кај кои се запленети поголеми количини на дрога. Покрај Кочани, наркодилерите делували на територијата на Скопје, Свети Николе, Штип, Битола и Гостивар. Во истата акција претходно биле приведени и полициски инспектор, јавен обвинител и директор на општа болница, сите тројца од Битола. Акцијата е во рамки на оперативното истражување Мрежа, а досега Министерството за внатрешни работи во истата има откриено над 500 дилери, лица кои делувале на национално и меѓународно ниво. ...506 барања за субвенции за предадена оризова арпа се поднесени во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани во законскиот определен рок за поднесување апликации кој траеше до 31 август. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули, што владата ја донесе со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта 2015. Во законскиот рок од 1 до 31 август во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, земјоделците оризопроизводители ги поднеле своите барања за добивање на субвенции за предадена оризова арпа кај откупувачите во текот на месец јули од реколтата 2015 година. Од подрачната единица на Министерството во Кочани истакнуваат дека во законски определениот рок се поднесени 506 апликации за добивање дополнителни субвенции за предадена оризова арпа кај откупувачите. Одговорните во подрачната единица на Министерството истакнуваат дека ова е во рамките на очекувањата, бидејќи овие барања ја ослекуваат и реалната состојба со залихите на оризова арпа кои ги имаше кај оризопроизводителите од регионот на Кочанско, Зрновско и Чешиновско-Блешевско. Новата мерка на владата им овозможи на земјоделците кои имаат пријавено земјиште до 2 хектари на кое одгледуваат оризова арпа ќе добијат 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм кај откупувачите. Земјоделците со земјиште од 2 до 10 хектари имаат право на субвенција од 4 денари за килограм, а производителите со пријавено земјиште над 10 хектари на кое одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм.
Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули, што владата ја донесе со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта 2015 година, земјоделците од регионот ја прифатија со задоволство и оправдување зашто зборуваат и поднесените 506 барања за субвенции за предадена оризова арпа кај откупувачите. Ова е трета мерка на владата годинава за стимулирање на оризопроизводството во државата. Александра Коцевска и Глигор Гелебешев синоќа во основното музичко училиште Ристо Јуруков приредија вистинско уживање на кочанската јавност. Одржаа камерен концерт во кој се представија со дела од Росини, Сантос, Векерлин, Обрадорс. Концертот е последната содржина од манифестацијата Топол културен бран во Кочани. Ретка можност за едно прекрасно уживање приредија Александра Коцевска, мецо-сопран, со уметничкиот соработник Глигор Гелебешев на концертот што синоќа пред кочанската публика го одржаа во основното музичко училиште Ристо Јуруков. Коцевска и Гелебешев настапија со дела од Джоакино Росини, Сантос, Векерлин, Фернандо Обрадорс. Коцевска дипломирала соло пеење во класата на професор Благоја Николовски, а постдипломски студии завршила во класата на професор Биляна Јовановска-Јакимовска. Десетина години се занимавала со педагошка дејност, професор по соло пеење во музичките училишта во Штип и во Скопје, а во моментов е хонорарен професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Добитник е на значајни награди и признанија. На концертот се представија со шпански мелодии и песни, кои што се поблиску до народот. А како младите ја прифаќаат операта за изучување. Би рекла дека во Македонија со овие суперзвездички, нели, тие како ги викаат звезда гранда, децата не познаваат што е оперско пеење. Можеби нашата култура конкретно не познава. Сега, кога ќе дојдат кај нас се судруваат со тој проблем, ние учиме само опера, кај нас не се изучува забавното пеење. Сега е отворен нов смер, каде што јас сум во поставка на гласот, значи естрадно пеење на музичка академија, но во средните училишта само класика. Па проблемот е тука, значи децата што доаѓаат еве апел, нека слушаат оперско пеење, да видат дали сакаат или не сакаат, па за да дојдат кај нас. Иначе заинтересираноста покрај сите овие настани е голема. Глигор Гелебешев дипломирал на Академијата на уметности во Нови Сад, Србија, во класата на професор Јокут Михајловиќ, а својата кариера ја започнал како солист и камерен музичар, по магистрирањето на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Како солист има настапувано на голем број концерти во земјава и странство, на концерти со Македонската филхармонија и со камерниот оркестар на Македонската филхармонија. Со Александра соработуваме веќе известно време наназад и можам да кажам дека плод на таа наша соработка се овие концерти. Сакам да кажам дека синоќа настапивме во Гевгелија, денес во Кочани, следат концерти во Скопје. Имаме и други концерти, настапувавме во изминатиот период и планираме понатаму настапи и во Република, меѓутоа и во странство. Концертот на Коцевска и на Гелебешев е последната содржина од манифестацијата Топол културен бран во Кочани. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас и понатаму останете со нашата програма. Довидување.